Good evening. This is Peter Vrtkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Nanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придужба на нашата и ваша македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да најавиме дека ова оро беше на Виктор Станчевски. Орото носи наслов Кривогаштанско оро. Да ги поздравиме Виктор и неговата група со ова убаво оро Кривогаштанско. А сега одиме со нешто поново од Македонија. Ни доаѓа Митровденската задушница. Еве ги обичаите пред големиот празник во недела. Православните христијани во сабота ја одбележуваат Митровденската задушница во знак на сеќавање на починатите. Црквата пропишала посебни денови за душници 4 пати годишно, кога верниците се молат за покој на душите на починатите. Задушница е секогаш во сабота, ден кој црквата го одредила за помен и молитва на упокоените. За задушница се оди во црква каде што се служи литургија и парастос. На овој ден се посетуваат гробиштата каде што со молитва, пченица и лепче, осветено со црвено вино, се изразува помен за починатите. На задушница верните дават милостина на сиромашните во име на покојните се молат за покој на нивните души. Митровденската задушница секогаш паѓа во сабота пред празникот Митровден. Митровденската задушница е востановена во 14 век и најпрвим била руска традиција од каде преминала и во повеќето православни цркви. На ова задушница во прво време биле спомнувани само православните војници, меѓу кои биле и двајцата монаси Александар Пересвајд и Ослајба од московската обител на живоначалната тројца кои паднале на браникот за верата и татковината. Димитри Јовановиќ Донски, откако ја извојувал победата во битката со мамаите на
Куликовското поле во 1380 година, во која загинали двајцата спомнати монаси. Ја посетил нивната света обител за таму да учествува во извршувањето на поменот за нив. При тоа тој продолжил црквата да ја прави овој помен секоја година во Митровденската сабота, односно во она сабота која е најблиску до празнувањето на свети маченик Димитри, 8 ноември. Од тоа време црквата ја приброила ова задушница во Вселенските родителски саботи, а нешто малку подоста востановила во ова сабота да се извршува помен не само за паднатите за верата и татковината војници, туку и за сите починати воопшто. Се верува дека е голем грев ако не задушница некој на гроб одбие да земе храна или пак избрка туѓинец од гробот. Продолжуваме со некои поважни вести од Македонија. Македонија ќе увезува струја, запира производството на хидроелектраните. Неповолната хидролошка состојба го отежнува производството на електрична енергија. Разликите ќе се надоместат преку набавка за да не се загрози живиот свет, соопшти владата. Со оглед на тоа што според сите показатели и споредбени просеци во изминатите 15 години, 2020 година е исклучително лоша во однос на хидролошката состојба, како и со оглед на поинтензивната работа на хидроелектраните во одреден период во последните неколку месеци, поради елементарните непогоди во рудниците во рек Битола. Водата во езерата се искористи во пообемна мера и секој понатамошен истек ќе го загрози еколошкиот минимум на котите, неопходен за живиот свет, се наведува во соопштението. Од тие причини, велат од владата, со цел да се заштити животната средина и биодиверзитетот, потребно е привремено да се запре со производството на електрична енергија од хидропотенцијалите. Според годишниот план за работа на СМ, на почеток на грањата сезона, кога е зголемена побарувачката на електрична енергија, беше предвидено вклучување во системот на рек Осломеј, каде е обезбедена техничка подготвеност на термоелектраната. Сепак во овој момент термоцентралата не може да биде ставена во производство поради исто така неповолна хидролошка состојба на системот Студеничица, од каде се обезбедува вода за разладената кула. Во рек Битола се работи со 2 блока, додека блок 3 се изведува капитален ремонт. За жал, во изминатите 10 години не беа изведени капитални ремонти, со што беше доведена во прашање доверливоста и сигурноста на блоковите, велат од владата. Од наведените причини се додава во соопштението е донесен заклучок АД ЕСМ во своите потреби за систематски балански услуги да набави електрична енергија преку својата фирма Елем Трейд до нормализирање на природните услови кои ќе возможат оптимално производство на капацитетите кои директно или посредно користат вода во производниот процес. Заклучно е во наредниот период АД ЕСМ преку својата фирма Елем Трейд да го развива трейдинго, односно купувањето и продавањето на електричната енергија, во зависност од берзанската цена на струјата и цената на универзалниот снабдувач Евена Хоум, и со насока на заштита на интересот на граѓаните за одржување на цената за домаќинствата во стабилно ниво, како е можна поголема добивка за буџетот, соопштија од владата. Неколкумина македонски и бугарски интелектуалци, растретени од предрусидите меѓу двата народа, се надеваат дека постои можност за договор околу историските прашања кои се заканува да ја блокираат европската интеграција на Македонија. Сметат дека тоа е долг процес во кој не треба да се вмешаат политиката. Во писмо испратено до премиерите на двете држави, осумината интелектуалци од Македонија и Бугарија појаснуваат дека современата историографија одамна прифатена, постојање на различни интерпретации, па смета дека невозможно е да се бара една историска вистина.
Интелектуалците од двете држави сметаат дека со проширувањето на составот на Мешовитата историска комисија може да се постигне согласност и за најтешките прашања. Според писмото на интелектуалците од двете држави, досегашната работа на комисијата покажала резултати, но појаснува дека таа не треба да се условува со рокови во кои треба да ги реши разликите. Секојдневната бројка на ново заразени и починати од COVID-19 алармира дека министерот за геноцид Филипче не е способен да ги заштити граѓаните. 12.000 активни случаи од COVID-19 ја потврдуваат негрижата на Филипче за граѓаните, велат од ВМРО ДПМН. Од партијата истакнува дека 1071 починати не е само бројка, се работи за човечки живот. Оставка од Филипче веднаш. ВМРО ДПМН денес во 18 часот пред владата на Република Македонија ќе одржи настан на кој ќе побара веднаш оставка од Венко Филипче. Време е граѓаните да се заштитат од штетните политики и исто и од Венко Филипче. Граѓаните на Република Македонија не го заслужуваат ова. Тие заслужуваат подобар и поквалитетен живот, соопштуваат од партијата. Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната "Ќерка ми се роди" на нашите многу поштовани синот Боби и сната Јана Мицевски, со наискрени и желби и честитки од се срце ми ја честитаат новородената ќерка Атланта, а на милото наше внуче Кристијан му ја честитаме убавата сестричка. На убавата Атланта од се срце и посакуваме да е жива, здрава и да има убава стреќа и радосно детство во придружба на сите нејзини мили сакани во фамилијата. Со цела душа и срце, желби испратени се од таткото Живко и мајката Дана Мицевски. Денес ќерка ми се роди, милост Божја убавила. Абе, браќа, мајко моја, од далечна Австралија. Денес ќерка ми се роди, милост Божја убавила. Мајко моја, спремај тачките, бргукај нас ти да кинисаш, со нас радости да споделиш, вака радост да се памени. Бујрум куме мои роднини, спремај ме за ќерката. Сите ние да наздравиме, за наше чедо да честитаме. Денес ние црква ојме, црква наша православна. Хајде куме име кажи, а ти Отче благослови. Денес ние црква ојме, црква наша православна. Хајде куме име кажи, а ти Отче благослови. Мајко моја, спремај тачките, бргукај нас ти да кинисаш, со нас радости да споделиш, вака радост да се памети. Бујрум куме мои роднини,
čedo da čestitame. Majko moja, spremaj plačkite, brgo kaj nas ti nakini sas, so nas radosti nas podeliš, kakva radost da se pameti. Bujrum kume moji rodnini, spremaj ime za naše čedo da čestitame. Со песната Внуче Мило ни се роди. На братот Боби со сната Јана му ја честитаме новородената ќерка Атланта, а на Кристијан честит убавата сестричка. На Атланта и посакуваме убава стреќа, добро здравје меѓу сите најсакани. На дедо Живко и баба Дана честит убавата внука Атланта. Овие искрени од се срце честитки се посакани од братот Пида, сната Джезмен и милото внуче Џук Мицевски. Уште памтам, мила мајка, Бога ми велеше, ништо на светот помило нема од своите внучиња. Ништо на светот помило нема од своите внучиња. Дедо, дедо, викнете сите, дедо, дедо, а јас не се лутам.
Со песната Внуче наше. На внукот Боби со сната Јана му ја честитаме новородената ќерка Атланта, а на Кристијан честит убавата сестричка. На малата Атланта и посакуваме многу здравје, голема среќа и весело растање заедно со сите сакани мили и блиски во незината фамилија. Сето тоа го посакуваат вујкото Орде со фамилијата од убава Македонија, тетката Мара со фамилијата, тетката Лила со фамилијата и тетката Велика со фамилијата од Мелбур. Се од младост па до старост, мојот живот е со радост. Весел ви си дочекувам, мили гости пречекувам. Пијам вино и ракија, да наздравам радост мила. Пак ќе пијам добив крило, ми се роди внуче мило. Внуче наше, внуче мило, дедино и бабино, ништо од тебе помило, во животот не ми било. Внуче наше, внуче мило, дедино и бабино, ништо од тебе помило, во животот не ми било. Секое утро штом се будам, нежно внуче си милувам. Мило ми се насмевнува, срце ми затреперува. Желба имам, срце гори, да го чујам да прозбори. Само да ми викне дедо, се би дал за мојто чедо. Внуче наше, внуче мило, дедино и бабино, ништо од тебе помило, во животот не ми било. Внуче наше, внуче мило, дедино и бабино, ништо од тебе помило, во животот не ми било. Време бргу си минува, мило внуче одраснува. Време му е за крштење, а мене за веселење. Оро играм, песни пејам, за него јас се веселам. Уште една желба имам и за свадба да дочекам. Внуче наше, внуче мило, дедино и бабино, ништо од тебе помило, во животот не ми било. Внуче наше, внуче мило, дедино и бабино, ништо од тебе помило, во животот не ми било. Со песната Чедо сакано ми се родило. Со најубави желби од се срце им ја честитаме новородената ќерка Атланта на Боби и Јана Мицевски, на кршеникот Кристијан, убавата сестричка, да е жива, здрава и векоита, да расти стрикна и весела заедно со братчето Мило Кристијан во кругот на неговите најблиски. На стрикото Живко и стрината Дана, на Пида со фамилијата, како и на сватовите Джовани и Џули со фамилијата честито новородената внука. Овие убави желби се од нумкоите Лупчо, Елизабет, Симона и Кристијан Ѓоргиевски. Исто честитки од стрината Марија и братучедите Криси и Стивен Талевски. Se do zori ќе se vesela, o camino јас истина, и од среќа ќе се опира.
se nadevam, živjam 100 godini. Že dosta dano mi se rodilo, zar ima nešto pomilo? Za ovakvi meraci, što nam se nadevam, živjam 100 godini. Nešto pomilo, za ovakvi meraci, što nam se nadevam, živjam 100 godini. Že dosta dano mi se rodilo, zar ima nešto pomilo? Za ovakvi meraci, što nam se nadevam, živjam 100 godini. Za ovakvi meraci, što nam se nadevam, živjam 100 godini. Со песната Децата се највесело. На нашата многу сакана ќерка Јана со зетот Боби Мицевски и внукот Кристијан со наискрени желби и честитки му ја честитаме новородената ќерка Атланта, а на Кристијан убавата сестричка. На малата Атланта и посакуваме стрекно и безгрижно детство во придужба на сите нејзини блиски сакани во фамилијата. Овие убави од се срце желби се посакани од таткото Джовани, мајката Џули, братот Адам, сестрата Луси, сите Берочини. На Baraš od život darovi, veselost i ljubavini, baraš ti plodoj nebesni, spokojstvo i blagodeti, ama osite radosti, život to što ti daruva, slatka je slatka, najslatka, detskata mila nasmetka. Decata se nešto najmilo, bogatstvo što Gospod daruva, pokraj se što nosi životo. Decata se naše najsveto, pokraj se što nosi životo. Decata se naše najsveto. Baraš od život vjerdani, biserni i pozlateni, baraš i tvoj raskošni, kako bajka kiteni, ama od site radosti, život od što ti daruva, slatka je slatka, najslatka, detskata mila nasmetka. Decata se nešto najmilo, bogatstvo što
Господ дарува, pokraj se što nosi životom, djecata se naše najsveto. Pokraj se što nosi životom, djecata se naše najsveto. Život se nešto najave ili potajno, varaš od život iskreno, što je za oči posjajno, ama od site radosti život od što ti daruva. Slatka je slatka, najslatka, djecka ta mila nasmetka. Djecata se nešto najmilo, bogatstvo što Gospod daruva, pokraj se što nosi životom, djecata se naše najsveto. Pokraj se što nosi životom, djecata se naše najsveto. Djecata se naše bogatstvo. Со песната Земјо Македонска, Симе Крстиновски, Борис Зулумовски, Гоце Боневски, Богоја Трајчевски и Тоде Чашитовски. Сите заедно испраќаат честитки до нашиот фудбалски клуб Брод Медомеџик за годинашниот постигнат резултат во ова сезона. Благодарение на добар тим од членовите на клубот, а уште подобар труд од тренерот на првиот тим да дојдат до местото каде се сега на крајот на сезонава. Многу голем успех и покрај тоа што загубија доста квалитетни играчи през годината од првиот тим. Според тоа, во идната година им посакуваме уште поголем успех. Да ја слушниме убавата песна од Васка Илиева, Земјо Македонска.
moji ridovi. Ništo ne te plaši, Makedonijo, na ovoj beli svet. Ništo ne te plaši, Makedonijo, na ovoj beli svet. Koj dušmanke vleze, živne mati zleze, Makedonijo, ti go stavaš grob. Koj dušmanke vleze, živne mati zleze, Makedonijo, ti go stavaš grob. Da li gledaš libe, ah, da li gledaš, da li gledaš libe, koliko te sakam. Da li gledaš libe, koliko te sakam, da te vidam libe, po cel den čekam. Ako me sakaš ludo, ako me sakaš, što ne dojdeš ludo ti dokaj mene, što ne dojdeš ludo ti dokaj mene, da me varaš ludo za da me zemeš. Kako da dojdam libe, kako da dojdam, siromaf sum libe, pari si nemam. Siromaf sum libe, pari si nemam, kuća nemam libe, kaj da te rosam. Ah bre ludo mlado, ne sakam pari, samo silna ljubav ti da mi dariš, samo silna ljubav ti da mi dariš, celi noki ludo ti da me gališ. Kuća ta je libe, ogan Bog radi, duri gori libe, nas kene gre. Parite se libe, mojevo srce, duri šuka libe, zajedno dasne. Da prosledime jedno saopštenje. Paketi za Makedonija. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесете кај Стив во сабота на 5 и недела на 6. Следиме едно многу важно соопштение. Председателот на нашата македонска православна црква овде во Њукастел. Писмото гласи:
Генералниот комитет заедно со нашиот свештеник отец Пецо Петровски на нашата македонска заедница од Њукастел спрема стратегишки план што се започна пред 1,5 година. Има решено со голем согласност да се вложи капитал во нашата црква Успение на Пресвета Богородица, за да се реновираат многу работи што беа предвидени од претходните управи, ама не исполнати, и исто така и нови идеи од сегашната управа, од средната и од помалата генерација. Генералниот комитет сака да ви извести дека планот за реновирање беше во голема мисла и со голема согласност и со големиот капацитет, можност и искуство на сегашните раководители се решија да се започне програмата за реновирање на нашата сакана црква. Програмата на реновирањето што ќе трае околу 2 години и ќе зависи од паричната донација од нашите македонци од цела наша заедница овде во Њукастел. Работите што се во мисла за реновирање се следните. Прво, покривот на црквата е од азбестос, материјал што е неприменливо за телото кога почнува да се рони со време. Овој материјал, поставен пред 50 години, веќе си го помина времето на трајност и мора да се смени со контролиран план и ќе се покрие покривот со ламарини или герамиди. Ова мора да се направи за да не му се остаje проблем на наредните генерации, нашите деца од нашата заедница. Второ, таванот во црквата однатре ќе биде поставено со виткан материјал што ќе му дај голем лик и убав лик и ќе ни овозможи во иднина да се испента со религиски фрески. Трето, во исто време со новиот таван однатре ќе се постават тркалезни стубови покрај надворешните зидови, што ќе му придонесе многу голема традиционална и православна атмосфера на црковниот храм. Четврто, во таванот ќе се постават низ покривот околу 2 до 3 метра тркалезна купола со мали јамчиња што ќе придонесе добро свето во храмот на црквата и ќе и дај однадвор добра традиционална лик на православен стил. Петто, боксите каде што се палат свеќите ќе бидат преместени кај влезот на црквата од десната страна со доволен капацитет со фен за тргање на чадот од свеќите. Шесто, клупите што се од страните на зидовите покрај иконите ќе се фатат и ќе се постават нови дрвени клупи со по 5 редици на страна што ќе се пулат директно кон алтарот. Седмо, зидот што го дели храмот и алтарот на црквата што ги покажува иконите се вика иконостас. Овој зид ќе се постави со резбани дрводелија околу иконите на 12 апостоли и сликата на тањата вечера и другите светци и ќе биде во традиционален православен лик. Осмо, големите прозорци во црковниот храм од северната страна ќе се сменат со друго стакло и ако е можно ќе се постават црковни слики на новото стакло. Деветто, подот на црквата во храмот и на влезот ќе се смени со нов карпет или со полишано дрво на повеќе места каде нема карпет или ќе се постават плочки што пасуваат за црквата. Десетто, нов голем air condition ќе се постави за да ги замени 4 мали системи за да ни се исчистат зидовите многу поубав изглед. 11. Црквата цела ќе се испента однатре. Ова е многу радосно време за нашата заедница да ги постигнеме овие нови работи за нашата црква што е 50 години стара ова година, за да сите заедно да можеме да се гордееме со новите работи. За повеќе информација околу програмата на реновирање на нашата црква и како
што можете да подарите вашата голема сума парична помош, слободно може да се јавите кај претседателот Саше Стојчевски на 0408 490148, исто и кај секретаро Ристо Веловски на 0414 296910. Повеќе информации ќе ви се известат во наредните радиопрограми и на Facebook за реновирање на црквата. Еден стар македонски изговор вели: сложни браќа куќа градат. Со Господ напре и со поддршка од сите наши македонци ќе се постигне све за подобрување на нашата заедница овде во Њукастел. Со почит од претседателот Сашо Стојчевски и сите членови на Генералниот комитет на нашата македонска заедница од Њукастел. Продолжиме со најнови вести од Македонија. Еден многу важен извадок од книгата Записите на учителот од Владко Стојковски. Тоа е збирка која што со убаво напишаниот збор ќе успее да ви ги стопли срцата. Би ги подигнал планините на овие плеќи за да можам уште еднаш да те слушнам како од некаде довикуваш. Сине, убаво ни е овде, да останиме уште малку. Види, сонцето само што не се скрило. Затоа кај нас побрзо се стемнува. Тогаш, рамо до рамо, би тргнале во нов чекор кон залезот. Ова е еден дел од стиховите кои ќе ги прочитате во збирката на новата книга Записите на учителот. Записите на учителот е збирка и представува склоп од 14 записи, раскази, кои што имаат образовна содржина, а истата е подготвувана околу 1,5 година и совршено одговара како за на младите, така и за повозрастните читатели, но и за овој влюбеник во убаво напишаниот збор. Како што открива самиот Стојковски, неговата инспирација главно потекнува од моменти поврзани со учителската работа и личниот живот, а истата е создадена во еден од најтешките периоди во неговиот живот. Во збирката може да се сретнат раскази кои што говорат за значајноста на учителот и училиштето во целост. Раскази за значењето на родителската љубов, децата со посебни потреби, потребата од помагање на луѓето и љубовта кон ближните. Во збирката ќе се сретнете и со историски познати личности, несомнено значање за културно минато на нашиот народ, па и сегашноста. Збирката представува склоп од 14 записи или раскази кои што имаат образовна содржина. Збирката се подготвуваше околу 1,5 година, а за истата финансиски е поддржана од страна на Министерството за култура. Инспирацијата главно потекнува од моменти поврзани со учителската работа и личниот живот. Работам веќе 12-та година како наставник по македонски јазик со ученици од погорните одделенија. Во училиштето доживеав значајни моменти што ми помогна да се изградам во посветен наставник и да сватам колку значаен предизвик стои пред мене со изборот на ваквата професија. Ја создадов можеби во еден од најтешките периоди од мојот живот или поточно во периодот кога го загубив мојот татко. Можам да речем дека целата тага успеав да ја канализирам во творечка енергија и тоа ме оддржуваше во тешките моменти. Затоа и со голема љубов им ја посветив на моите родители, открива младиот автор на збирката Владко Стојковски. Стојковски вели дека книгата и совршено одговара како и за помладите, така и за повозрастните читатели, но и за секој љубеник во убаво напишаниот збор. Во збирката има раскази кои што говорат за значајноста на учителот и училиштето во целост. Раскази за значењето на родителската љубов, децата со посебни потреби. Во збирката ќе сретнете и со историски познати личности, несомнено значање за културно минато на нашиот народ, па и за сегашноста. Тие се личности како Климент Охридски, Партинеј Зографски, Григор Парличев, браќата Миладиновци и други. Збирката говори за некои значајни настани како што е фестивалот за детски пишани творби, детски лирски треперења. Средбата на учениците со популарниот писател за деца и млади Горијан Петровски, кој воедно е мој драг пријател и еден од рецензентите на ова издание. Неизоставен дел од ова книга има и темата за влијание на
интернетот врз младите луѓе во денешни дни и потребата да се биде внимателен при употреба на ваквиот медиум. Книгата представува одлична можност за помладите да прошетаат низ позначајните локации на Македонија и поблиску да се запознаат со незините природни, културни, духовни богатства преку еден од подолгите записи во неа, запишан во форма на патопис. Почитувани слушатели, да го проследим уште една соопштението за пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стив Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стив во сабота на 5 и недела на 6 декември. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминатите 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.